почитувана председателка и почитувани медиуми. На днешната седмица со дневен ред имаме како прва точка разгледување на кварталниот извештај за вториот квартал за 2016 година. Како советник сметам дека начинот на кој што е поднесен овој квартален извештај не е во ред, бидејќи е поднесен од дома, од страна на градоначалникот Талевски. Барам истата точка да не биде денес на дневен ред, односно да биде повлечена, и истата, можеби, ќе разгледуваме во рок најмалку од 30 дни. Согласно статутот на општина Битола, како советник, имам обврска да ги бранам интересите на граѓаните на општина Битола и законите во Република Македонија. Затоа сметам дека е смешно, странно и жално да се однесуваме како во Битола се да е во ред, како Битола да функционира нормално како општина и како да е во ред некој да се однесува како Битола да е негов заложник. Според тоа, зошто барам 30 дена одложување на оваа точка? Како советник се обратив до неколку институции во Република Македонија, од кои побарав мислење и истото го очекувам во рок од 30 дни. Побарав однесов барање до Апелационен суд Скопје, Специјално обвинителство Скопје, Основен суд Скопје и Собрание на Република Македонија, Комисија за законодавно правно одлука. Зошто ги поднесов овие барања? Во првото барање, поднесено од овие три институции, Апелациониот суд, Основниот суд и Специјалното јавно обвинителство, барам давање мислење за примената на членот 163 од Законот за кривична постапка на Република Македонија, кој третира определување на мерката за обезбедување на присуство на обвинетиот на главна расправа путен притвор. Понатаму, слично вакво барање поднесов и до Собранието на општина Битола, односно давање на автентично толкување од страна на Законодавно-правната комисија во Собранието за членот 163 од Законот за кривична постапка, бидејќи е единствен орган според Уставот на Република Македонија кој следи да толкува закон. Ова го барам со цел да може да се расчисти околноста во која се наоѓа Битола од јуни 2016 до денес. Го барам бидејќи лицето Владимир Талевски во моментот се наоѓа во домашен притвор. Сакам да добијам известување, а и вие, колеги советници, пред се и граѓаните на општина Битола, имаат право да знаат дали ова лице смее да подпишува документи. Дали ова лице, без дозвола на судијата која води истражната постапка, смее да прима други лица во станот по кој што се изведува мерката и од истите да добива на увид документи и врзни да става подпис. Председателки, ова не е пресметава. Барате кварталниот извештај да биде патен од дневен ред. Кварталниот извештај, Тоа што сте го барали од институциите ќе ми достават сигурно. како единствен предлагач го има градоначалникот на општина Битола. Добре. Во овој момент градоначалникот не е во состојба да биде предлагач на овој квартален извештај. Председателки, Битола нема во моментот градоначалник, нема татко, има Звет Домазет од Кичево, кој се однесува како Битола да е приватна собственост.